Дали им веруваш на бројките, на прегледите, на Боки и Ритко? Тете здраво не ми каже. Си влезе без здраво да ми каже. Драми и господа, добро вечер, вие гледате YouTube каналот на канал 77. Вистина или не сум Миро Кацаров. Лайк, сабскрайб за ваши прашања, кои што понатаму ќе ги праќате и ние ќе ги поставуваме нашите гледачи. Исто така и можеме, или ако сакате, можете некои сугестии да ни дадете кој да биде наш следен гостин, бидејќи и како не занима или не интересира вашето мислење. Јас сум вашиот домаќин, вие гледате, ако не се лажам, или петата епизода од сезона 1 на Вистина или сум Миро Кацаров. Познатите јадни личности и ги ставаме на полиграф или на детектор за лаги или на лаги. Денеска тета или карши мене или спроти мене го имаме Марио Рангеловски. Сега Марио здраво не ми кажа, зошто Марио здраво не ми кажа, што нешто се љутиш ли? Не бе таман работа, здраво Миро, подобро те најдов. Зашо сите кои ми влагате на почеток? Многу ми е сериозен овој концепт, не сум навикна ја да ти дојдем на полиграф на ова, како се вика. А што да правиме, Марио? Даш страйт репет. Да, ма нели е малце поразлично тоа што го правите вие? Апсолутно е различно. Вие си имате одлични подкасти, но, например, замислете ми мене, покрај емисија, покрај сето тоа во мојата кариера, веќе 20 години на естрадата во Македонија, да јас видов со некој таков подкаст, ме разбираш? Мала бара, пуно крокодил и затоа направив нешто вакво, кој што е поразлично, иако се стремам да... И тоест не се стремам да ве стигнам, бидејќи вие сте јутјубери, а јас сум телевизиски водител, многу сум радичен, но гледам да биде ова поразлично за гледачите, гледам да имаме добри бројки на канал 77 и гледам да бидам уникатен во тоа што го работам, а тоа се уникатни прашања и со детектор на лај кој што се уште го нема никога во Македонија, а ние го имаме само со МВР и со АНБ. Ајде, нека ти се среќа со проектов, баш ме радува што си ете автентичен по некој основ. Малку ме провоцира тој момент дека постојат многу подкастери, нема многу. И како бе нема многу, еве имаш 5 луѓе кои што можеби емитуваат подкаст во живо, све останато се некои емисии во кои можеле да се продадат и на телевизија. Еве за тебе кои се добри подкастери, кои добри? Не можам да кажам кои се добри, можам да кажам кои постојат. А зошто да не можеш да кажеш? Затоа што од кога почнав со мојов подкаст некако немам ни време да ги следам останативе, па не можам да... Марио, можеш да си ги следиш, не се тоа конкурентни, нели, но мора да ги следиш останатите. Например, јас знам колку емисии има забавни во Македонија. Можеш да кажеш. Ма јас знам колку има подкасти. Например, кои подкасти да тебе се допаѓаат? Кои подкасти ги гледаш? Види го, имаме Стефан Лазаров кој што прв почна со тоа. Он е револуционерка на YouTube. Така, и он ги отвори вративе на сите. И тоа никој не треба да му го спорува на детево, пошто за мене јас сум по него постар 15 години и дефинитивно не треба никој да му го спорува. Така е, и Стефан е доста успешен во тоа, имал креативни епизоди, гледани епизоди, денес има. Го имаме тука и Боки кој што е контроверзен, како на времето. Моментално најгледан, да. Исто така гледан, има своја публика. Секој има своја публика. Го имаме сега и Сергеј Варошли од неодамна со Уро, кој што исто така е супер како концепт, како идеја и поразличен од останатите. Сега не знам, го имаме Кристијан Ландов, политички, кој што опфаќа политика и горе-долу сите се различни во однос на теми. Да, и тие како жешки муабети или како се на Инфомакс, конкретно. Они се исто супер во областа која што ја обработуваат и така натаму. Постојат тука. Па дали малте не за тебе овие работи што ги кажа или овие подкасти се најгледани во Македонија и највлијателни? Да, апсолутно. А кај е твојот? Мојот е тек на почеток и треба да се гради. Тоа што јас како лик сум можеби изграден во однос на YouTube, не значи дека мојот подкаст Да, ти си еден од оние почетници на YouTube ако не се лажам во Македонија. Така е, меѓутоа тоа не значи дека по дефолт публиката треба да го прифати секој мој следен проект со расширени раце, морам да се изборам за своето место. Ма некој ми тука успеа, знаеш? Како? Некој ми успеа тука. Да, во очите на јавноста може би ова погодок. Дали си свесен дека ова прв пат ти е моје гостување? Па добро, да. Јас од времето на Бекстич кога го водев, па подоцна водев и Golden Carpet, па водев и G Summer, па сега и вечер посум со Миро Кацаров, и се не знам колку проекти ги водев, не сум те никој пат поканил. Еве,
Тоа тебе нека ти служи на чест. Не, напротив, сам ти кажам, значи како ти тоа ти ја кажав и во приватни пораки, како си го најде местото кое што на тебе ти било негде судено универзумот. Се сложувам. Рубриката ти расцепи. Никој не можеше, реално, гледаш како реално ти кажам се, никој не може да направи подобро од тебе колку да чини твојот аутфит. Имаш одлична монтажа, најди интересни пациенти, изгледаш феноменално. И со подкастот си значи ти си јутјубер. Имаш убава дикција, имаш радиофоничен глас, се пробуваш и со пеење и сесто, но значи YouTube цената била твоја. Така. И ја мислам дека ова ти е тек почеток. Си бил до сега некојаш на полиграф? Не. Знаеш како иде тоа детектор на лаги? Ништо не знам. Еве дојдов кај тебе како мува без глава да ти испочитувам, ако знам што ќе ме преш, ако знам како ќе ти одговорам. We will see. Не, уопшто не согласувам дека си како мува без глава. Баш напротив, некако ми е традиција секој гостин да ми влага вака у некој различен мут. Па како да влезам поинаку на полиграф, тоа ја човече. Добро, Марио, дали си спремен? Па ајде секогаш така. Дали си фокусиран? Не многу, ама ќе се фокусирам. Дали си сконцентриран? Па тоа му доаѓа скоро на исто. Дали ќе ја кажуваш вистината? Ќе се потрудам. Ти благодарам, се враќаме веднаш. Ајде. Ова е поофицијално добро вечер. Ајде, добро вечер. Ова е таа втора етапа која што мене најмногу ми се допаѓа. И етапа која што гледачите ја обожаваат, а вие гостите ја хейтате. Не знам зашто. Те гледам на превју, не си многу нешто расположен. Сакаш да ги смениме местата, па твојата фаца да ја видам. Не бе, на мене ми текна прав. Паметно е тоа. Има некоја возбуда? Па ми се препотија рацеве, малце сум анксиозен по природа, така што фино ќе си поминеш. Одлично. Сега вака, затоа што се гледа бритот, дишењето, се гледа пулсот, исправи ги рацевете моло, така и стави ги доле, и лева и десна, и нема да ги допираш вака, затоа што на секој допирање оно покажува. Може да почнеме, спремни сме. Дали твоето име е Марио? Па мислам дека. Да. Да. Значи, го анализираме одговорот, веќе тоа гледачите верни го знаат, 30 секунди ни треба дека се анализира, пошто ова е компјутер, ова е полиграф кој што е малтене, народно кажано, оригинал, ова е милитари. Добро. И од Америка нарачам и затоа мора да се анализира, а секој твој потек тоа го вчитува, така затоа ти кажам, биди мирен, концентриран, пошто не само бритот, пулсот и аритми, тахикардија, туку и самиот body language, пошто си пишува и овде. Океј. Марио, дали некош намерно си обил видео за да направиш драма и да направиш повеќе прегледи? Да. Одлично. Кое видео е тоа? Има подпрашање дека се читува. Постои едно видео на мојот YouTube канал кое што е објавено свесно, намерно, во ек на една драма со едно дете кое тогаш почнуваше да снима на YouTube. Се вклучија многу ликови тогаш истакнати јутубери и јас одлучив да се приклучам на таа драма со тоа што дадов моje видување на истата, при тоа бев у неколку наврати и кажам акцент при говор на омраза од страна на детето за кое што зборува. Од страна на детето према тебе. Аха, добро, а сепак испадна драма. Да, драмата беше во тек, јас само се вклучив. Ама ти знаеш дека испадна драма и само сакаш да си го, да. народно кажано, тренеш публицитет. Па не можам да кажам дека стриктно го направив за прегледи, чувствував потреба се одбранам, а и кога само тоа како контент поминуваше бев. Зошто да? Задоволен. Да. Така и треба. Добро, одлично. Дали некош си избришал видео затоа што публиката реагирала лошо? Збориме за YouTube видео или Instagram видео? Сум бришал сториња, видео. Јас сум пишал видео, ти објаваш и Добро, во Instagram, тој случај да. ти објаваш Имало ситуации каде што, на пример, Insta Story знам да избришам затоа што сум имал некои негативни коментари.
Еднаш се снимав како готвам во кујна, се познаваше нешто што не треба, затоа што тоа го правев во гајки. И добив онака 10 пораки у рок од 20 секунди, сватив дека нештата отишле подалеку од што требало и сум го избришал. Ако не се лажам, го избриша и видеото со Елена. Така е, да. Да, ете, гледаш. Меѓутоа го избришав од други причини, не од наведената. Имаше лоши критики? Па да, али не го избришав нужно ради критики. Аха, ради неа. Така. Те слушам. Имав само блага емпатија кон девојчево, без разлика на се изречено во видеото. Кај е тоа девојче се? Па мислам дека е тука некаде. Се вратена? Да. Смирена, нормално, сето чудо Па за три дена. претпоставам, не ја познавам, не го познавам девојчево, така што не можам да А ти кажам. се наљути нешто? Не, па нема зошто, мислам ја, не ја извадив од контекст, не Па ја... на мене ми се имат наљути на милион јавни личности после емисија, пошто дури кога работев во бекстејдж, ради форшпанот бил пуштен, ради најавата било вака. Не. А јас тоа не го правам. Тие видеа што јас ги снимам, ги пуштам скоро во целост, само да ставам една динамика при монтажа, немам простор да извадам од контекст. Марио, дали некош си украл идеја од друг познат твој колега или јутјубер? Апсолутно да. И тоа го прават сите, не измислуваме топла вода. Мислам, постојат јутубери ширум светот и гледаме идеи, рекреираме видеа, така што тоа е сосема нормално. Ми се свига на почетокот како одговараш, сега јас не сум тој релевантен што треба да каже, компјутерот ќе го каже, но очекува вако да бидеш искрен, директен, одговорен. Кога веќе со дојдов. одговорите и затоа те поканив. Добро? 2, 1, секунда. Како реагира тоа да прачува на мене да не експлодира, пошто ја Не. ќе експлодирам кај таа? Не, супер си сега, Да. значи, ги немаш онија Каже кубар за срцево. срцево, пулсот ти е... Се не можам да ти кажем, затоа што... Ки ме вознемириш? Па и треба да бидеш вознемерен. На моменти, ако ја кажеш вистината. Марио, дали некош си осетил дека ја манипулираш публиката? Да. Знаеш зошто да? Сега ми текна. Кога снимаш кампањи одредени и сакаш да наметнеш нешто, мора нужно тоа да го испрезентираш на еден манипулативен начин. И тоа го прават, мислам дека сите инфлуенсери. Така функционира кампања, така функционира и на телевизија реклама обично. Па и на Инстаграм и на YouTube не. На YouTube сигурно не сум пробал да манипулирам, затоа што таму сум свој на своето. Сите останати социјални мрежи сигурно се случува. Дали разговараш со Стефан Лазаров? Да. Пошто начув дека сте скарани наводно. Зошто би били? Стефан е првиот човек на кој што му се јавив кога одлучив да правам подкаст. Седнавме на ручек и ми даде совети, иако сум многу, мислам, постар од него и во однос на години, и во однос на YouTube кариера. Меѓутоа, кога веќе тоа е еден од најистакнатите, најуспешните, не ми остануваше ништо друго, сем прво него да го побарам и да го прашам што да купам, како да купам, каде да снимам, така што со него и ден денес сум во коректни односи. Не сме пријатели на дневна основа, меѓутоа сме многу добри. Дали некош имаш према него некое љубомора? Не, зашто би? Не. Тоа што те гледам, го почитуваш затоа што е успешен, дали некош си рекол Сум го почитувал јас. сакам да бидам или сакам да ги имам неговите прегледи или сакам да бидам? Не. Сум го почитувал јас Стефан Лазаров уште пред да биде толку голем и успешен на YouTube. Јас сум еден од првите што се појави кај него на канал да снима Добро, заедничко видео, супер е додека ја бев во позиција да имам повеќе сабскрајбери. Супер е тоа. Дали се чувствуваш изневерено од Ивона Јо? Не. Зошто се скарате тоа? Зошто не разговарате? Не сме се скарали. Не разговарате Неодамна со ми беше, години? не е така. Неодамна ми беше гостинка на подкастов и таму малце го елабориравме моментот нашиот однос, меѓутоа мора луѓето да сватат дека јас и Ивона сме имале фази во животот. Сме биле прво колеги во однос на музика, па сме станале пријатели многу добри. Па сме прераснале во заеднички YouTube канал, сме имале YouTube кариера, успешна, и потоа нашето пријателство продолжило, па оладило, па пак продолжило. И тоа се едни фази, осцилации што се многу природни кога ќе запознаеш некој на 13 години.
Ние сме и двајцата од Куманово, заедно сме учествувале на Идол, потоа на некои други проекти и така натаму. И тоа се осцилации при однос, меѓутоа смртно скарани да не разговараме воопшто никош не сме били. Така што не можам да кажам дека се чувствувам изневерено. Постоело епизоди на YouTube кога сум се чувствувал немоќно во однос на неја, затоа што водиш канал со уште еден човек кој што не можеш да го синхронизираш соодветно на своето слободно време и затоа тоа заврши. Меѓутоа во приватниот живот не. Дали некош си бил изневерен од твојот партнерка? Не ја да знам. Аха. Може би. Не знам како да ти одговорам. Со да или со не? Не. Добро, има логика. Убаво кажа, не ја да знам, да. Дали си спремен? Не знам. Дали им веруваш на бројките? На прегледите на Боки и Ритко? Ако говориме за последниот нивен лайв во рамки на Б13 подкаст, не. Да, за тоа и говориме. Тоа се ботови, тоа беше евидентно и тоа знам како функционира и знам дека тие самите не си го направиле тоа свесно, затоа што на тој начин го ризикуваш собствениот YouTube канал. Некој друг им го направил за да им науди, не за да бидат најгледани. Така се бута YouTube канал. Ети јас не ги знам тие работи, сум тотален затоа што тоа ако им лайк се за случи YouTube. у континуитет неколку пати може да само да исчезне. Стварно? Да. И се ти исчезно и емисии. Така се. Затоа што тоа Значи, е напад YouTube-от на си има некој сервер, правило. тоа е напад на сервереве. Јас имам подкаст и имам купено статична IP адреса едно друго трето за да не можат да ми срушат лайв доколку има таква идеја. Меѓутоа тие купување ботови и такви работи притоа и беа евидентни. Мислам 140-150 илјади луѓе да те гледат од државава е невозможно во овој момент на YouTube во живо. Добро. Дали потајно ја очекуваш војната помеѓу Лазаров Варошлија, Боки и Ритко? Не. Па мислам дека Стефан и Сергеј не се во немаат намера да војуваат. Во овој момент можеби некој што ќе се случи. Ако све е тоа шоу бизнис, окей, прифаќам, меѓутоа мислам дека немаат потреба да такво нешто. Особено затоа што Сергеј Србите има такви интересни приказни. Па да, ама ние сме далеко од Србија во секоја смисла на случај. Кога е шоу бизнисот баш. Да. Добро. Се допаѓаш до сега како ја одговараш. Можам да кажем дека си, иако сум краток, можеби до сега и најдобриот гостин. Да. Малте не со Филип Талевски, па и Чомбе беше, али... Драго ми е. Дали мислиш дека Максим Димитриевски ти е вистински пријател? Не. И нема зошто тоа да го мислам, ја и си Максим не сме пријатели. Тој ми бил авторитет, сум бил вработен во општина Куманово, сме, па ќе кажам, е бил авторитет. Ние не комуницираме на дневна основа приватни работи, така што не. Али мислам истовремено и морам да кажам дека ми мисли најдобро. Го чувствувам тоа кај него, ми беше сега гостин во подкастов. Да, знам. И според прашањава кои што ми ги постави, видов дека му Не мислиш дека тоа беше само политички? Не, зборам за кога камериве беа изгасни. Ме праша дали ми е добро сега. Добро. Дали можам да преживеам од ова. Некако татковски настроен. Браво. Го чувствувам тоа кај него цел живот. Браво. Откако го Искрен познав. си, верувам и дека го кажеш искрено. Дали се пресили во Скопје да бидеш поактуелен на македонската јуп сцена? YouTube сцена не. Не. Се пресели во Скопје затоа што ми беше доста од животот во Куманово, мислам дека стагнирав, стоев во место
И од друга страна сметам дека Скопје, каква и метропола да е центар на сите случувања кога е она со што јас сакам да се занимавам во прашање. А тоа е меѓу другото и музиката, и јутубот, и многу други сфери на уметноста во кои што се пронаоѓам. Марио, дали некогаш си искористил некој близок пријател за контент? Си искористил? Не. Под наводници? Не. Близок пријател не. Затоа што моите блиски пријатели генерално се луѓе кои што не милуваат да се снимаат. И не ги ни малтретирам да се снимаат. Као едноставно го почитувам тоа да бидат приватни луѓе. Тоа што сум бил у комуникација со луѓе кои истовремено биле и јавни личности, јутубери и така натаму, сме се снимале заедно на обострано задоволство. Дали има некој јутјубер што тајно го подценуваш, но јавно се правиш дека го почитуваш? Не. Сите ги почитуваш јутјубер? И не ги почитам сите. Меѓутоа никога не кревам во облаци јавно, а да приватно го подценувам. На мене ни здраво не ми направи поглед. Ти не си јутубер, гледаш. Да, па тоа ти сакам да кажам, не ми ни почитуваш кој јутјубер затоа. Не убаво си кажам. Шала на страна, мислам, оваа емисија така бари малку мистичност. Да, поинаква атмосфера, затоа само ти кимнав со глава вака и тоа е еден поздрав. Што вели ова полиграф, ти ништо не ми кажеш на мене. На крајот се дава. И како крвна слика, боже, ајде. Марио, Ајде. дали моментално си во врска? Не. Зошто? Зашто сум без врска. Не сум во врска. Секогаш правам погрешни избори и малку одлучив да одморам од тоа да се фокусирам на кариера. Емотивен си? Емотивен, да, и посесивен и се. Шкорпија сум во посесиран? хороскоп и тоа е. Што си Шкорпија? Не те научи животното искуство дека посесивноста е проблем? Ме научи, ама Ама млав сум малце сум. потешко е од стигна тебе, тоа. а дел од тебе. Така е. Да. Но и тоа се вежба. Па, се ако морам со емоции да вежбам, боле сам. А некој ще плаши самотијата? Не, затоа што не се чувствам осамен. Така што тоа што јас не сум врска не значи дека немам комбинации како Да, тоа да, народски да, се вика, да. така што од осаменоста немам никаков страв во овој момент. Комбинација имаш? Па спаѓа секој има што не е во врска или брак. Добро. Па дури и тие што се во врска и во брак има. Дали имаш пороци, Марио? Имам, да. Зависник сум од цигари, ги консумирам за тројца луѓе дневно. И така, други пороци немам. Алкохол? Алкохол пијам викендаш, иако излезам не на дневна основа, така што не можам да кажам дека ми е порок, повеќе само задоволство. Дрога? Кога јас ќе одлучам, дрога не, дури никош не сум ни пробал. Марихуана? Марихуана сум пробал еднаш во животот, во не знам, пред матура, значи не сум бил ни полнолетен, 17 години, многу ми беше лошо и никогаш повеќе не се дрзнав да пробам било што повеќе од тоа. Од друга страна, цигари, да, консумирам, кафе пијам, тоа сега не знам кофеинот колку е зависност, меѓутоа кафе и цигари ми се добитна комбинација, мојот оброк за секој добро утро. Марио, дали мислиш дека рубриката колку чини твојот аутфит ти е најдобриот проект во твојот јавен свет? Не. Не мислам дека е најдобриот, мислам дека е највиралниот. И тука сме... За да најдобар. Не. Што е подобро? Што е некако... затоа што кога те најавував и кога кажував веќе недел дена, па што се договоривме малте не ја и ти минатата недела, сите знаат ко Марио колку те чини твојот Така, аутфит. и тоа е малце тажно. Не, уопшто не. Зашто мене ме знаат сите Миро бекстејдж, зашто да е тажно?
Тоа е дел од нашата историја, тоа е дел од мојата така историја, јас сум дел од таа екипа. Твојот бекстејдж тебе ти се случил на почетокот од кариера. Добро, а мене аутфитот ми се случил после долги години работа. Да, тоа е парадоксот на животот. Тоа е таа иронија која што се бореше со Звезда Гранда, се бореше и на крајот, но сепак гледаш пак и ти кажа Господ ти дал момент, пиедестал, универзумот, архитектот го направил тоа кај што тебе ќе те препознават и ќе знаат кој што замис да каже кој е тој. Тој. Да го знам. Сега треба под камен да спиеш да не си налетал макар на едно такво видео, реално. Мислам тој серијал е многу популарен, многу вирален и мислам дека не постои епизода која што не е вирална и тоа е навистина голем успех. Меѓутоа дека е најдобар проект не е. Јас имало проекти на кои што сум работел многу потемелно, многу посветено, почнувајќи од музичкиве проекти што сум ги правил, па и YouTube видеа, влогови, каде што сум седел, сум монтирал со денови, со смислувал контент. Ја те памтам Звезда Гранда. Така, добро, Звезда Гранда не можам да го срочам со на исто ниво со колку чини твојот аутфит, зашто не е моја креација. А кои други проекти потсети ме? Па добро, имам на пример свој авторски песни кои што ми одземале многу повеќе време, многу повеќе посветеност. Но не те кренал. Така е, затоа ти викам прашањево е суштински дали е најдобриот, не е, меѓутоа дека е најуспешниот е. Добро. Дали мислиш, Марио, дека Миро Кацаров ти избега од рубриката поради тоа што се плаши од критики? Да, освен ако Миро не ми изложил. Може да одговорам прашањето. Ајде. Не се плашам од критика, туку не ми дозволија да се појавам. И ти го кажав тоа. Иако меѓувреме, кога ме покани, ти кажав да се плашам од тоа народ што ги каже, бидејќи претходната недела на хајп парче ме направија, но ми беше исто така од мојот PR тим, пред да се почне емисијата вече од посол, забрането да се појавувам, знаеш, требаше да ме снема еден период и не знав како ќе ме сватиш. Те кажам забрането, па брате, па... Види, ја не се лутам и после видеото со Елена Ѓорговска, многу јавни личности почнаа да бегаат од мојата камера. Кога ќе ме видат со камерчево, бегаат. Тоа не го разбирам и затоа сме далеко од Србија. Ама зошто да не го разбираш, Марио? Не го разбирам затоа што... Така, ама зошто? Види, Марио, јас така тоа ти го кажам, еве сега ми дава слобода, така. Види, има многу деца кои што немаат хлеб да јадат, Марио. И јас ако сега... не ми ја банализирај така. Не ти ја банализирам, знам дека тоа веќе ти на тебе протумачено, не. Ако кажам јас дека имам ваков телефон толку илјади, дали е скромно, Марио? Супер ти е рубриката, ја во Србија имам гледано тоа, пошто и ова е од српска телевизија, Полиграфот, апсолутно се разбираме, не измислуваме топла вода. И ја ти имам гледано таа Вучино наш војаш сите беа на тоа колку чини твојот аутфит. И по српските портали имате срби што го работат тоа и мислам оние јутјуберите како на Бака Прасе, тој е како се викаше другар му. Но не е битно. Мене мислам ми е некако нескромно јас да кажам, патиките ми се. А зашто треба да ти е скромно, еве да те прекинам? Зашто ти како јавна личност не, така луѓе го банализираат тој и затоа ти до погрешна насока. Да, прво беше хумористично и смешно, интересно, за да прерасне во тоа народот гладува, работат за плата од сиромашна држава сме човек. Ти прво како јавна личност имаш обврска. Да се носиш. Кога ќе се појавиш некаде да изгледаш као $1 милион. Кажи го тоа на нив, не на мене. Ама каде више да го кажам? Устапење ми фатија. Ти можеш да облечеш креација од 10.000 евра која не е твоја и да отидеш да ја земеш од дизајнер и да ја вратиш. На црвен килим ти треба да си во 10.000 евра. Дефинитивно бре, креираш јавно мислење. Тоа не треба да биде парадокс. И јавен изглед. Едноставно тоа ти е тебе повик на професијата, не треба тоа да го банализираме. Ја не шетам по плоштад да прашам луѓе у што се облечени да ги омаловажувам. Таман работа. Ја прво се носам многу едноставно и скромно. Супер си и ова, мислам го имам слушано ова што го збориш и многу ми се допаѓа дека јавните личности треба да имат убав телефон, убава кола, на страна имат јавните личности обезбедување, ме разбираш? Така е. Така, тука кај нас не дај Боже ќе те направат шврки. Секој со свој памет. Ја више не навлагам, не се убедувам, не само неќам која пред мене во улица сака да ми го банализира тоа. А јавните личности, пак ќе кажам, не ги разбирам, затоа што глупо прашање не постои, а глуп одговор и како. И за тоа се уверив во рубрикава. Можеби не треба јас, али ете моите родители дома пошто така се васпитани патриархално и сум од таква фамилија кај што викаат синко, знаеш, биди скромен со крстот на челото, иако јас не делувам така, па наравно. Иако ја не делувам така, иако многумина за мене имат
различно мислење дека јас сум ваков, онака, сум еден многу нормален човек кој што е многу воспитан од интелектуалци родители, но за жал ја така не изгледам на телевизија и затоа имам хейтери, дека си живи и здрави. Марио, дали мислиш дека Јелена Спенџарска е најдобро облечената инфлуенсерка во Македонија? Не. Зашто? Па зашто тоа па би го мислел? Мислам, како ми поврзу уопште со Јелена Спенџарска? Зашто би требало да ја коментирам како? При тоа не сум модно гуру. Дали мислам? Не мислам. А дали ти се допаѓа тој Јелена? Тоа супер е Јелена коли. Вака како се облекува, не знам, не сум ја снимал за аутфитот, се уште не сум налетал на неа. Кога ќе ја снимам, тогаш тој стајлинг ќе го прокоментирам. До тогаш кога не мислам, не знам. Ја имам малку поинаков вкус за облекување кога се жени. Дали е точно дека си во лоши односи со Сергеј Верошлија? Не. Се јовали треба да го... Па не знам, коректни односи. Со Сергеј сум супер, секогаш кога ќе се видам, се поздравам, се снимавме неколку пати тоа аутфитов. Комуницираме онака по некоја, да кажам, професионална основа. Не сме другари, али тоа сум најкоректни. Никош не сум имал никаков проблем со Сергеј. Добро. Последното прашање. Го чекам, бидејќи се анализира и ова. Добро. Марио, дали мислиш дека го излажа полиграфот? Не. Одговорите се комплетирани. Дали си спремен? Ајде. И вие, дами и господа, драги гледачи, дали сте спремни да ја дознаете вистината? Океј, ме одврза, раце ми си испотија, масава е мокра, ама ајде да видиме што сме направили. Не е едноставно, така, искрено. Не, малку чудно е, мислам, не е секој секој ден, ден, не ме сега. ставаат на полиграф секој ден, ниту пак имале причина за тоа, така што... Тоа кажуваат сите, не ти е се исто, нели народно кажано, доаѓаш и те ставаат, те вржуваат. При тоа ти си човек кој што не сака да ги каже прашањава претходно. Ма нормално човек, па нема да биде интересна емисијата. Дал си а мислиш нормален. дека ќе се сокрие емоцијава ако ги кажеш претходно прашање? Ајде, логички размисли, Марко, пошто ете, Марио паметен си. Па мислам дека телово не можеш да го излажеш. Ако има пулс, ако нешто може да те вознемири. Ама не одговараш со емоции. Добро, ајде, нека биде. Не знам, немам искуство Према со тие ова. луѓе имаш емоции што ги спомнуваш. Така е, немам искуство, не. Еве, ќе одиме со тоа само негативните и да видиме дали ја Ајде. кажуваш вистина, дали не ја кажуваш. Виде, погледна дека дали твоето име е Марио Јес, пишува труфул. Добро. Значи вистината. Детекторот, како да кажеш, детектираше една лага која што пишувала и јас мислев дека е точно тоа, но не сакаше да се предаде, бидејќи е Шкорпија и едноставно си се почитува сами од себе си. Прашањето под реден број 17. Дали мислиш дека рубриката колку чини твојот аутфит е најдобар проект во твојот живот? Јас малце му го тоа направив по едноставно. И го прашав исто и кажа no и излаша. И јас истото и му го поставив и затоа и го напиша, мислам дека тоа му е најдобар проект во животот. Тој сакаше да каже дека не му е, но не ја кажа. Не, види, не се Не ја кажа оградува, мислам, вистината. тоа е мој контент, на кој што Но не ја сум кажа исклучително вистината. горд, меѓутоа не го чувствувам како такво, окей. Мислам, немам проблеми да сум кажал да. Апсолутно не го чувствам поразително. Дали мислиш дека Миро Кацаров ти избега од рубрика Truthful? Да, мисли. Браво, бе, синче. Све ми погодуваш ти на мене. Марио, ти честитам. До сега Благодариме. си најдобар. Еве ти рака. Испотена ми е уште. Само еден негативен одговор, Добро. Само еднашка Марио ја кажа, тоа е само еднашка не ја кажа вистината, а тоа е дека несомнено и цела македонска јавност мисли дека колку чини твојот аутфит, иако ти беше краток, секундажо, иако можеби беше поедноставен од тоа што се имаш произведено, твојата Така, фабрика песни, они монтирани влогови, ова ти беше малце поедноставно, но дефинитивно тоа е твојот. Се сложувам, окей, нека биде така, се сложувам Или дека е твојата лична најгледан. карта. Се сложувам и дека ми е лична карта во овој момент и све тоа се сложувам, пак ќе кажам не мислам дека е најдобар у смисла на квалитет.
Али Не, кажав ја на квалитет, добре, сега не одиме на квалитет. добро, онда лошо сме се разбрале. Дали ќе го продолжиш тоа? Да, апсолутно. Јас си го префрлив и у рамките на подкастот, затоа што при недостаток на ивенти на кои што можам да ги снимам јавните личности, а не сакам да ги договарам, некако си го префрлив во подкастот, но еве сега скоро сум на некој ивент и ќе си ја земам камерава со мене. Ако некој избега јавно има да го роустувам. Така, ја би ти рекол да си го продолжиш YouTube-от. Фала ти. YouTuber си. Имаш убава дикција, пак ќе ти кажам. Убав дечко, висок дечко. И скоро како тебе. И да не шалташ многу. Да си го тераш ова што најдобро го знаеш. И да се повеќе посветиш на рубриката, па и да си го направиш и емисија. Да си има емисија која што ќе ти биде 15-20 минути, не 5 минути, да си имаш едно убаво, кажа, не да ги чекаш по ивенти, туку да и одиш и да ги шлакаш. И такви како мене, јавно да ги роусташ, така? Па така? Да, така нек не ме научи во емисија Стефан Николовски и Бојан Велевски. Јас како стар човек не знам што е роустам, озбилно. Дебе? Мајке ми, ја тоа користам хејтање. А тако нешто било. Побаво ми звучи, хејтање многу некако чудни букви, Ј, Т. Да, добро. Ова роуст, Ти благодарам што ја прифати поканата. Ти благодарам и на тебе, Миро. На шала на страна ми беше пријатно, колку и да е непријатна цела оваа ситуација со одговарање на прашања. Прашањата ти беа на место, се она што е дел од моја кариера на овој или оној начин. Така што ете се надам ќе имаме прилика да соработуваме и во иднина и те чекам следен пат со така дотаран да те снимам за колку чини твојот аутфит, без оправдување дека пиарот не ти дава, оти веќе немаш повластување кај мене. Да, веќе немам, така. Добро, ти благодарам исто така и тебе и се гледаме некоја наредна прилика. Драги мои, ви благодарам што бевте на канал 77 на YouTube. Се извинувам, јас се борам со микрофонот, луѓе не сум навикнат. Јас сум навикнат на бубици, тоа му го кажав и на Виктор Гаврилов, на директорот. Ми вика, брат Миро, значи не сум навикнат и затоа можеби сум ваков лево десно и не ме слушате убаво, шеднешка се извинувам, но бидете на канал 77 бидејќи тоа е најдоброто радио во Македонија, број 1. Национално радио, направите лайк, сабскрајб на YouTube-от на канал 77 и следете не бидејќи секоја недела или секој четврток имаме нови јавни личности со нови прашања и со многу интересни одговори кои што ќе ги детектира нашиот уште еднашка да си го цунам детектор на лаги компјутер ги цунам по грешка, да. Што бре? Бакнам на македонски, цунам на штипски. Па и на Кумановски цуну. Да си го цуну, да го натепа. Так, се гледаме наредната недела во нашиот редовен термин. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров, облечен во Фокабо. Поздрав до моите спонзори Автовелот и до оние кои што ми овозможија ова, тоа се канал 77. Довидување. Довидување. Се најубаво таго.